По 4 недели читање на новинарски истражувања, обвинителството се охрабри и отвори предмет за надзорот врз коридорите 8 и 10Д. За да се испитаат тврдењата изнесени во јавноста, отворен е предмет врз основа на допрен глас. Предметот е распореден кај надлежен јавен обвинител кој презема действија и ќе изврши проверки, пошто ќе донесе јавна обвинителска одлука за понатамошниот тек на постапката, велат од обвинителството. Ова беше главната вест на домашните медиуми на 28 март годинава. Од тогаш поминаа 2,5 месеци. И повеќе од доволно време за да прашаме што провери, што откри јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Ова се прашањата што ги поставивме. Во која фаза се наоѓа предметот во моментов? Дали извршен распит на лице или лица во врска со предметот? Дали се наредени вештачења или се прибрани докази? Дали е донесена јавна обвинителска одлука? Доколку досега не е донесена јавна обвинителска одлука, дали основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција може да одговори? Кога може да се очекува такво нешто? На овие прашања, од обвинителството ни одговорија дека предметот е во предистражна постапка. Јавниот обвинител што постапува по предметот ги обезбеди броевите на огласите од сите јавни набавки поврзани со коридорите 8 и 10Д и обезбеди пристап до базата на податоци на Бирото за јавни набавки и во моментов оваа документација и договорот се предмет на анализа на истражниот тим истражители од истражниот центар на ОЈО-ГОК што постапува во предметот. Бидејќи документацијата била обемна, од обвинителството за гонење на организиран криминал велат дека ќе им биде потребно време за анализа и проверка. За подсетување, токму 360 степени објави серија истражувачки истории во врска со јавната набавка на консултанти надзор над изградбата на автопатските делници од коридорите 8 и 10Д, пред обвинителството да отвори предмет. Некои од нашите главни наоди беа дека во избраната понуда сумите за месечен надомест за експертските позиции се благоречено надуени. За пример, на автопатот Скопје-Блаце, главен надзорен инженер чини 2900 евра месечно. Надзорен инженер за животна средина чини 1600 евра месечно, а геометар чини 1300 евра месечно. На коридорите 8 и 10Д, главен надзорен инженер чини 20.000 евра месечно. Надзорен инженер за животна средина чини 9000 евра, а геометар чини 5600 евра месечно. Понатаму, покажавме дека подпишаниот договор е во колизија со законите на класичната физика. Во договорот за надзорот, фирмата Electra Solutions декларирала дека има 27 перманентно вработени инженери. Но потоа, откривме дека во годината кога е подпишан договорот, според Централниот регистар, фирмата прикажала само 20 вработени, во просек. Па потоа, Electra Solutions ни испрати список според кој најголем дел од нејзините вработени се ангажирани без огласување во дополнително работно време над 40 часа. Тоа значи дека тие луѓе работат 40 часа неделно во други фирми, а во Electra Solutions имаат право да работат најмногу 10 часа во неделата. Проблемот со тој начин на ангажман е што и во понудата и во договорот за надзорот, фирмите добитнички си имаат обврзано дека експертите кои ги предложиле ќе бидат постојано на располагање на изведувачот на автопатите и тоа на терен. А како ќе бидат цело време на терен, ако 40 часа неделно работат во други фирми и не можат да бидат на две места истовремено? И не само тоа, откривме и дека дел од предложените експерти всушност се обврзани дека ќе бидат 100% на располагање на други патишта кои се градат во моментов. Уште еден навиду мално интересен детаљ од целата сторија за надзорот е што една од фирмите од добитничкиот конзорциум немала лиценца кога бил отворен тендерот. Electra Solutions собрала луѓе и документација откако огласот бил распишан. Кога 360 степени праша во ресорот на Благој Бочварски, кога Electra Solutions побарала, а кога ја добила лиценцата, го добивме следниот одговор. Компанијата Electra Solutions поднела барање за издавање на лиценца А-надзор на 27.9.2022 година. Истата лиценца е издадена на 3.10.2022 година. 1 и 2 октомври 2022 година беа викенд, што значи дека Electra Solutions ја добила лиценцата за 3 работни дена, ако се исклучат денот на поднесување и на издавање на лиценцата. Јас вадев лична карта пред извесен период и мене ми требаа 10 работни дена. Како може една фирма да добие лиценца да биде надзор за 4 дена?
Значи, најпрвен сакам да потенцирам дека надзор над изградбата на коридорот 8 и коридорот 10D е компанијата ИРД од Италија. За 4 дена друга фирма дали има добиено лиценца во историјата? Од друга страна, сакам само да потенцирам Ајде. дека ИРД е компанија која што е реномирана италијанска компанија и работи на многу проекти во државата. Нова гостување на ТВ Алсат пред 2 месеца, министерот Благој Бочварски беше прашан вкупно 4 пати дали некоја друга фирма добила А лиценца за надзор, толку брзо како Electra Solutions. 4 пати тој избегнуваше директен одговор. Уште тогаш почнавме постапка да ги обезбедиме податоците согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер. Побаравме листа на сите компании што добиле таква лиценца А за надзор, заедно со датум на која аплицирале и датум на која добиле. На нашето барање Министерството за транспорт и врски одговори дека бараните информации ги има на нивната интернет страница. Тоа е само делумно точно бидејќи во јавно достапниот регистар на лиценци пишува кога правните лица добиле лиценца, но нема податок кога тие правни лица ја побарале лиценцата. Се жалевме и го добивме спорот пред Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап. Тие го поништија првичното решение и побараа транспорт да одговори соодветно. Но и во повторената постапка, Министерството не го сподели податокот, кога аплицирале фирмите што имаат добиено А лиценца за надзор. Објаснувањето овој пат беше: Податоците од регистарот се прикажуваат одвоено по години и истите не содржат податок за тоа кога било поднесено барањето за нивно издавање. Дополнувањето на овој податок би значило создавање на нова информација. 360 степени поднесе нова жалба до агенцијата и чека ново решение. Основата е едноставна. Токму Министерството за транспорт во март ни одговори кога Electra Solutions побарала и кога добила лиценца. Ако еднаш не беше проблем да се сподели таков податок, што е толку тешко сега? Дали воопшто е почнат надзорот и дали им се исплатени пари? Од јавното претпријатие за државни патишта не ни одговорија. А веќе видовме, Министерството за транспорт го одбегнува одговорот. Дали некој друг толку брзо добил лиценца А за надзор како Electra Solutions? И додека, како што велат од обвинителството работат на случајот, се одржаат 3 церемонии за почеток на изградбата на коридорите, а со тоа, неверојатно, и за почеток на надзорот. Кучињата лаат, карванот се врви, гласи една стара народна.